Гевгелија полна со гости од Грција за новогодишно-божикните празници. Според угостителите и казината во овој град, илјадици грци дошле во Гевгелија овие 15 на денови. Гевгеличани велат дека локалната економија добро се држи токму поради редовната посета на жителите од блиските места од другата страна на границата. Од услуги кај стоматолози во ресторани, до пазарење во бутици и маркети. Речи си да нема сектор во кој не се чувствува раздвижување, особено во празничниот период кога доаѓаат помасовно. Доаѓаат, има казина, има това, оно, пазар, вамо, тамо. Тоа е. Да, доаѓаат. Влијае на економијата тоа? Па влијае, за нив е поевтино тука храната. Локалната власт во Гевгелија е свесна за бенефитите што ги има од близината со Грција, но не е задоволна што освен вработувањата во казината, градот нема друг бенефит од развој на казино бизнисот. Општина Гевгелија како општина нема никаков финансов добит од казината. Тоа го зборев јас и на ЗЕЛС и сум поборник за во степен на децентрализација. Нашата компаративна предност е да искористиме граничниот премин и пристап на казината, дел од давачките кои ги прават казината со години наназад влегуваат во централниот буџет. Значи општина Гевгелија освен само вработени има од општина Гевгелија кои примат плата. Денар не се слегува во касата на општина Гевгелија, во буџетските приходи на општина Гевгелија од казината. Поцков вели дека општината заслужува да располага со дел од колачот што го плаќаат казината и со тие средства да се развива градот и да се подобрува стандардот на гевгеличани. Во моментов Гевгелија е најверојатно градот со најмала невработеност во државата. Работа има, а прв услов за гевгелиските работодавачи е познавање на грчкиот јазик.